На старт сме пред грејната сезона. Ќе ја прегрмиме ли зимата? Ќе имаме ли нови ценовни шокови? Дали ќе следи покачување на цената на електричната енергија? Кој тип на штедење ни се препорачува со цел да ја поминеме зимата што е можно поевтино? За ова и слични теми денеска во ова интервју анализираме со универзитетскиот професор Константин Димитров. Инаку, можам да кажам дека слободно зад него стои една кратенка Мацев, Центар за енергетска ефикасност на Македонија. Кога ќе спомнеме Константин Димитров, велат Кокан Мацев. Велат, да, доведи го во студио затоа што знае многу од типот на енергијата и енергетската криза. Професоре, добро ми дојдовте. Добар ден, драго ми е што сум во вашево студио. Се надевам голем број на гледачи ќе гледаат и може би нешто ќе помогнеме да разберат. Може би нешто ќе ги научиме, ќе ги советуваме. Да разберат како да постапат во периодот што доаѓа. Да. Професоре, колку сериозно може да удри енергетската криза врз граѓаните и стопанството? Дека сме во енергетска криза веќе не е тајна. Не да удри, она удри со сета силина врз Македонија. Тоа уште се почувствува од лани, само што ние како држава, борам сите, не превземавме сериозни мерки за да ги смалиме последиците од, би рекле, поскапување на основните енергенти од кои што се произведува електрична енергија. Не обезбедивме услови за нормална работа на нашите постројки кои што произведуваат електрична енергија. Кога зборувам нормални услови, едното се термоцентралите кои што се базата, арбетот на електростопанството на Македонија, затоа што не е обезбедено гориво за нив. Немат доволно јаглен, тоест не се вади доволна количина јаглен за да можат трите блока во Битола и термоцентралата во Осломе да можат да работат според тоа како што се проектирани и предвидено за нормална работа. Не е набавено, не е обезбедено нормално функционирање на термоцентралата во Неготино, која што работи на мазут и која што 5 или 6 години не беше ставена нити 1 или 2 дена во работни услови, за да знаеме ако ни затреба колку се мали дефекти ќе се појават, за да може да издржи неколку илјада сати во нормална работа. И како што следи историјата во овие последниве години, редовно се смалува производството на електрична енергија во термоцентралите. Причина се дефекти што се појавуваат, неочекувани, не се предвидува одржување превентивно, тука е она, ако се расипе, ќе го поправа. Секоја таква реакција прави да се продолжи рокот на одржување, на поправање и на пуштање во погон на постројката, наместо тоа да сме го направиле во едни нормални летни услови, да не морам зимно време наврат на нос да ги поправам. Не сме обезбедиле доволно гориво за хидроцентралите. Ќе речат какво гориво? Кај ни водата е гориво, затоа што неразумно, нерационално пред 2 години, кога беа полни хидропотенцијалот, имаше доволно количина, еднократно се потроши за да се постигнат определени политички поени, дека електростопанството работи разумно, не само што произведе, туку дори продава електрична енергија. Што се случи? Ја продадоа за никакви пари, за веднашка после тоа есента да мораме да купуваме со 5-6 пати поскапо недостатокот на електрична енергија. Капацитетот не е доволен кој што го имаме ние да ја одржи нормалната потребно производство. Колку за граѓаните една груба информација која има, ние инсталирано 2000 мегавати во производни капацитет, 2200, а во зимскиот период во Македонија е потребно да негде кај меѓу 1200 и 1300 мегават сати.
Тоа значи дека сите постројки би требало да работат со оној капацитет што се проектирани, не само термоцентралите, него и хидроцентралите, ама кај хидроцентралите ограничено, велиме, може да има на 100 мегавати капацитет, ама нема вода да може многу време да работи со 100 мегавати. Она може 1000 сата во текот на годината да работи со 100 мегавати. И треба разумно тие 1000 сати или 2000 сати да се предвидат за оние периоди кога најмногу се троши електрична енергија, а тоа е зимскиот период. И затоа си реакциите сега што продаваме ние ноќна електрична енергија на Албанија, така, наместо да чуваме таа хидроенергија за зимоска. Зимоска нема вода, ќе падне снег. Што се крие за тоа ноќно продавање? Многу е мистифицирана таа дефиниција. Тоа не е мистифицирано, се е јавно и транспарентно. Само е неморално. Тоа е законски оправдано. Електростопанство, вика, објавувам дека сакам да продадам ноќни вишоци кој ќе даде најмногу пари. Му се јавува еден, вика, еве, давам 300 евра по тие колку се. Во исто време он ги продава во Албанија за 500 евра. Се си е легално, има тендер, си е продадено. Нема морал за тоа. Наместо што ја продаваат таму, зашто не ја свртат кон потрошувачите стопански во Македонија? Нека акумулираат таа ноќна енергија, која што е хидроенергија. Гледаме дека и во ноќниот период се троши хидроенергија. Заприте го производството во ноќниот период и тој вишок на енергија помогнете му на стопанството на Македонија кое што пропаѓа. Не го права тоа. Ама сега еден исти човек е собственик и на фирмата што ја купува таа енергија у Македонија и на таа фирма што ја откупува од него во Албанија и што ја продава на електростопанството во Албанија. Што ќе рече 100% заработка. Од чарот, не знам кај оди, веројатно тој знае што ги зима парите. Така. Ама нема витон чанта може. Ова значи дека државата не може да се справи со она што не очекува, со енергетската криза. Имаме по ова што окажувате еден вид на недомаќинско работење. Зошто се намалени производствените капацитети на електрична енергија? Иако од друга страна не убедуваат дека тоа не е така. Власта добро зборуваат дека они власта, тоест директорот на електростопанство на Македонија, мора да зборува така дека они се спремни, дека можат, само што никој не носи одговорност кога не го остварува тоа што го ветиле. Кога ќе видиме дека некој одговара, сменете, значи ако он вети, имам зголемено производство, не го оствари, треба да биде смене. Ама не го менуваат. Значи добар име. Ако не чини, значи владата тогаш не чини затоа што не го менува овој што не чини. Нема друго. Владата, фирмата е собственост на Македонија, управувана преку владата. Ако владата не ќе да го смени тој што не чини, значи нешто не чини владата кога не можат да сменат состојбите, да се обезбеди зголемено производство. Наједноставно е, правам многу скапи договори за некакво копање земја, јаловина, јаглен на фирми кои што се надвор од рек Битола и во исто време зимам пари, кредит, огромни кредити, на владата не ги враќа парите, ние ги враќаме, вие, јас, моите деца, ние ќе ги за нив многу е добро земат, пари си ги трошат, ќе си купиме јаглен сега, од дека ќе купиме, и кога им текна? Сега е веќе септември, во септември се растрчаа по светот да купуваат јаглен, од Грција, од Албанија, од Косово, кога ќе го донесат? Тоа не е една мала количина, тоа треба да се носи со камиони. Треба да се носи со камиони затоа што нити во рек Битола, нити во Осломој немаме железничка пруга да се донесе со воз. Треба да се истовари или во Кирчево, или во Битола, па повторно да се натовари на некој камион да го однесе до рек Битола. А транспортот со камиони во зимски услови по нашите патишта, а не тоа еден или два, тоа се десетици тешки со
20-30 тони камиони кои што треба да додат, и тоа композиции по 20-30 камиона треба да додат там. Затоа дека се растрчавме, ќе одиме малку подолу, ние закасавме историски затоа што ова прашање не е само на сегашната власт, туку се провлекува години наназад. Точно. И сега имаме обвинувања на страна опозиција, позиција. Овој купил толку, овој манипулирал со Евана, овој работел на сопствена сметка и така натаму. Каде закасавме? Може би на претходната власт, на ВМРО, они ќе се вадат, барем нешто направивме. Работеа многу време, изгубија со тендерите за Чебрен. За Чебрен, неоправдано. Апсолутно неоправдано. Од секогаш, јас јавно го зборувам, се консултирам со колеги кои што се ептен експерти во хидрологија, хидропостројки и се друго, и нашиот заклучок е Македонија треба со сопствени средства да го гради Чебрен. Не се големи пари, кои ќе кажеме, 700 милиони, леле, ама се гради 7 години, 100 милиони е тоа на годишно ниво. А ќе ги ангажираш наши фирми да го градат, ќе вработиш наши луѓе, ќе обезбедиш вода и за наводнување на тој регион Мариовски, кој што може ќе живне со тоа, а ќе обезбедиш вода за пиење и за цела Македонија. Водата ќе ни биде најдрагоцен ресурс во идниот период после 10 години, а ако ја дадеме на друг под концесија, тоа е нешто најлошо што може да го направиме. Точно, подобре да го ама. Знаете кој се? Ќе го дадеме да го гради друга фирма, 30 или 40 или 50 години ќе биде нивна, плюс ќе им ја подариме и енергијата што ќе произведува хидроцентралата Тиквеш, парите тие да ги земаат во меѓувреме, они ќе ангажираат кого сакаат за изведба на тоа, не знам, или ќе ангажираат грчки фирми, а подизведувачи ќе им бидат нашиве, некои измеќари што ќе работат, и гледате што правиме. Цената од таа електрична енергија ја дефинира сопственикот. Тој ќе ја продава таа електрична енергија на берза. Како што и сега, сопственикот на ТЕТО Скопје со 240 мегавати не ја дава електричната енергија во Македонија, тој си има договор во странство, по брезанска цена продава, не ја продава како е само 148 евра да биде цената на електричната енергија, ја продава по 600 евра. Ако сака Македонија да користи, од него треба да купи. Или... Ама еве сега министерот Бектеши кога вчера мисля че имаше изјавено дека се преговара со ТЕТО. Сега ТЕТО е главниот во играта и се очекува што тој ќе одговори, а ние сме на 15-20 дена пред грејна сезона. Сакав да направам како малку шега и вистина. Они преговараат, ама имат можност да ги реквирираат. Демек руска фирма, како што запленија на некои тајкуни бродови и станови, еве ние ви ја зијаме сега проклети руси, демек, хајде да видам дали можат и дали смеат да направат таква глупост. Ми сваѓате? Можат да замолат, да се договорат на некој начин, да намалат цената на електричната енергија. Тој си е приватен ентитет, кој што си има договори со странство за производство со определена цена. Дали ќе продаде за 10-20% поевтина електрична енергија на Македонија е прашање од договор што ќе го постигнат. За Македонија е неверојатно важно да го направи тој договор, за таа да може како приватна компанија да купи газ, природен газ на берза надвор и ќе си го плати во рублје. Не е она државата што вика ја не купувам газ во рублје. Не е тоа критично малку за државата? Што има државата, си вика ја не купувам, купува приватњак. Па имате вие и во Европска заедница си купуваат приватни компании газ, дури и држави, Маѓарска си купува. Што не ги стегнат ушите да видам што купува газ. Да, затоа сега Маѓарска, Унгарија, како што вели Орбан, ние сме сигурни, и единствено тој... Си купуваш, она е приватна фирма и ќе може. Државата може да направи пречка политичка, ама нема да работи термоцентралата. А топлификација Скопје на определен начин зависи од работата на таа термоцентрала. Затоа што се очекува кога ќе работи во когенеративен процес. Тоест, енергијата што инаку би ја изфрлала во ладилна кула,
ја предава како топлинска енергија у топлификацијскиот систем. Околу 70% од потребната енергија влегува во топлификацијскиот систем, кој што до пред некој месец го беше негов економски оператор БЕГ. Сега тоа ќе го превзема ЕСМ и он формираше 3 компании. Не знам дали добиле сега се уште лиценца да го земат да го управуваат. И они очекуваат топлинска енергија 70% од оваа централа. Котлите таму работеа на природен газ. Ако е ова државна фирма, таа не смее да увезе газ, бидејќи не сака државата да плаќа во рублје. И они ќе молат сега некоја капиджи, како може, за нивните котли, кои што не се нити на електростопанство, него се на приватен собственик, еден градежен тајкун, кој се, мислам, Мадора, дека ги купи, ако не грешам, се извинувам, они се собственици на топлификацијските имотот на Топлана Исток и Топлана Запад, мислам и 11 октомври, точно да не, тие се нивни ќе му платат кирија за користење котлите, но нема газ. Може да купат мазут. И одеднашка го дигаме Скопје како најзагаден град во Европа, а може и во свет. Барем во нешто да бидеме лидери, нели? Добро, нема да ни е прв пат, секоја година сме тука некаде рангирани. Ама таму работиме со газ, замислите сега и мазот. Так. Ама еве денеска, утре ќе одиме во Бугарија, во Софија. Вчера беа, завчера тимови од Србија тука, ќе продлабочуваме регионална соработка. Да. Испорачуваме, увезуваме пченица од Србија, увезуваме масло од Србија, бараме сега енергетска стабилност од соседите. Кај сме ние? Кај сме ние доцниме... Или што би се рекло, каде плови овој брод? Доцниме сигурно 1 година. Малку да читат што се случи у светот. Кина минатата година у летниот период ги купи сите вишоци на храна на светската берза. Ориз, жито, соја, шекер, се што имаше купи, обезбеди резерви да можат во Кина да се преранат година и пола, да не произведат ништо за тоа време во Кина. Ако Кина таква земја купува, па некој нека се чукне у глава да помисли, ова не е случајно. Дали чекат епидемија, дали се спремат за војна, дали глад, ке нема, ништо нема да никне во светот. Да, ама ние имавме епидемија, здравствена имавме, енергетска имавме, економска, не знам каква, и не научивме. Не. И повторно ни чука на врата опасност. Имате изјава на владата, будно ја следиме состојбата. Будно ја следиме. Ама не превземаме мерки. Ама за тебе следиме. И што, сега превземаме мерки со година дена за одоснување. И сега ќе трчаме у Бугарија да молиме да купиме електрична енергија, која што уште, ајде да не кажам, вулгарно ќе ни го начукаат уште и со проблемот што го имаме со комисијата за историски прашања. И па, фала Богу, и ја да сум бугарин, истото ќе го направам на тој што ќе те да коленичи кај мене. Како? Нема друго. Нормално е во тоа, нема милост. Каква некоја братска соработка, утре на Сабајле. Брат за брат, сирење за пари, рекол нашиот народ. Се е чиста прагма. Што ќе значи тој увоз од соседите? Ете. Па не направија на време. Зашто не купи од Румунија? Зашто не обидоа да купат може од други држави, од Босна или од каде? Нема? Може и нема. Ма треба да се растрчаш на време. Се знае со години Македонија увезува 30% електрична енергија, како што паѓа капацитетот на производството во Македонија, така е тоа. А не превземаме да го аниминираме народот, приватниот капитал да вложи собствени средства во изградба на мали производни капацитети, користејќи ја сончева енергија и ветерна енергија. Правиме уште една Грешите, професоре. Не грешка, лоша политика. И овде сега има многу владини мерки кои што се насочени токму на тоа. Фотоволтаици, сончеви колектори. Пред да влеземе во студио, дури имавме една интересна дебата со колегите токму на таа тема. Да, зборевме. Да, извинете што ве прекинав. Да, добро е, само ја би рекол дека еве колку е тоа лошо за Македонија. Во претходните законски одредби и давање фидинг повластена тарифа за производители од обновливи извори, се предвидуваше во Македонија да се изградат ветерни паркови до 100 мегавати. Првиот се направи во Богданци.
Вториот и третиот го дадоа на приватни лица на најповолните локации во Македонија. Они си направија договори со концесија на земјата за никакви пари и ќе направат и голем профит. Мислите во Неготино? Не, во Источна Во Источна Македонија Македонија, се аха. прават 2 ветерни парка по 36 мегавати. Приватни луѓе ќе си постават, земјата е запечатена, нивна, 30 години, на најповолните места кај што државата вложила пари да испитува кај да имаме потенцијал со ветер, кај Штип, Свети Николе, тој дел регионот, и они ќе си прават голема сума. Ама државата не може да им влијае на цената, ќе ја продават на берза. Значи пак Македонија нема тоа ништо. Нема тоа ништо. Како што нема од тето, како што читам сега ќе правеле договор со Грција да гради термоцентрала 200 мегавати во Скопје. А луѓе пред 4 години, 3 години ќе даваат 200 милиони за да се гради термоцентралата во Александрополис, демек 25% или да земе Македонија 200 мегавати. И тогаш зборував дека е тоа лудост наместо да биде собственост на Македонија. И да кажам зашто. Се што е приватно, не е во собственост на Македонија, не може да влијае владата на цената, не може да воведе социјални заштитни мерки. Гледате денеска на своите собствени централи, ја заштитува цената со вложување на пари за граѓаните да имаат издржливи услови во буџетот во тешка кризна состојба. Ама само тие. Не може утето, не може во овие ветерни, тие се туѓи. Се што градат туѓи луѓе на територија на Македонија, тоа значи дека ние во Македонија не можеме да на истото место да изградиме собствени, они ги зафатиле на убавите места. Останавте со куси ракави, така рече. Ете тоа е. А со сончевите колектори, како што спомнавте, многу се зборува, а малку се прави. Требаше да се обезбеди зголемено учество, не да мислиме топла вода, како што зборува, абе видите што прават у комшилук. Не мора да видиме што е во Европа. Еве, Србија, Хрватска, Црна Гора, Босна, Српска крајна там. Сите даваат од кредити многу поволни, кои што се враќаат на 10 години, или 50% му дава во грант во инвестицијата. Плюс не го ограничува во капацитетот, како прво 4 киловати, 6 киловати, на малите овие да бидат 20 па 40. И едно чудо, едно 15 документи треба нема тој да... административни блокади. И да не, администрација, бирократијата е страшна. Само да, еве да зна. Нели сега се пофалија, ќе направиме олеснување. Олеснување, така. Па велам, јавно не е точно. Направија отежнување со ова што го направија. Колку да видите каков е процесот. Не дека пролетта најавија, ќе овозможиме зголемен капацитет да постават граѓаните и малите потрошувачи. Потрошувачи, така. Од 4 на 6. Без никакво техничко, економско, финансиско образложување. Зошто 6, зошто не 12, зошто не 20. Никако. И тврдам дека е погрешно. Можам да докажам. Тоа е првото. Рекоа на пролет. Правилникот го сменија и влезе во сила на 1 јули. Во правилникот сега се менува еден член од 4 на 6 и од 20 на 40. Толку беше промената. Ама за да влезе во сила треба да се смени законот за градење. Тоа беше, значи, од пролет го квачат. Сега го праќаат во собрание. Денојве стаса веќе тој закон, ќе видиме кој ќе дојде на комисија да се дискутира. И што е постигнато со тој закон? Нема олеснување за граѓаните. Апсолутно нема. Има само дополнително отежнување. Сега не знам, дали стручната служба во Министерството за транспорт и врски, кој што е надлежна за градежништвото, му рекла на министерот дека еве олеснивме и он не мора да знае што е ова. Да, тој информиран. Го прифатил, така. го излажале, или и они не разбрале.
Он оди во влада, вика, олеснивме, излегуваат од влада, олеснивме постапката. Утрена са бајле, што би рекле, уличарски олесниле. Ништо не е олеснето за граѓаните за да добијат согласие. Едино вели, не мора да добијат градежна дозвола или решение за градба. Ма тој им олеснил на општината, на локалната самоуправа. Да мора целата постапка законска да ја спроведе едно домаќинство. Само да кажам, треба да изработи 3 проекта. Проект архитектура, да плати. Да биде ревизија на проектот за архитектура, да плати. Да направи проект статика, да плати. Да плати ревизија на проект за статика, пак да плати. Да направи проект електро, ќе го плати, ама и ревизија на проектот. Тоа проектна документација ќе испрати информативно до локална самоуправа и не мора да чека одобрение, него може да го постави. Ќе го постави, ама мора да плати надзорен орган и да напише извештај. Ако не направи, еве му додадува нов член. Глоба. Немаше до сега глоба. Ама не е само тоа. Па ќе дојде, иако овој направил извештај и го испратил до овакво, општината ќе ви испрати градежен инспектор да ви види што е се по тоа. Ако не, уште една глоба. Знаете што е тоа? Ќе дојде некој и каже, овдека малку треба да се измени, ќе ви го одложи тоа за 2-3 месеца, ако не му баците рака за да не го напише тоа. Вака некако се отвараат многу можности за корупција со сето тоа. Страшно е ова, се одолговлекува. Ама не, после тоа треба да идете, па известување до Агенцијата за енергетиката, век сум ставил. Ама тек тогаш одите со сите ова во ЕВН и таму треба да направите пријава, па уште едно 4 документи. Кој ќе ги изброите едно 15 документи треба да направите. Ништо не олесниле. Верувајте ми, проверено. Само се додадени 2 члена за еден член за домаќинства, еден за маливе потрошувачи, кај што се предвидени глоби за извештај за ова и уште дополнително да ти дојде инспектор да види дека се така направено, а инаку во законот за градба може да направите куќа што е за индивидуално домување на 2 ката, на 3 ката, има доколку до 350 квадрати, поднесувате извештај од надзорот при градба, оно што го име надзорот, и вие одите со тој документ во катастар, се добиват, веќе ја имате согласноста за користење. За големите објекти треба као да се воспостави некоја комисија да направи, што ретко кога доаѓа се пише или ќе дојде на терен ќе види. Значи дека му отежнаат до домаќинството. Треба да дојде инспектор уште. Му предвидуваат глоба, ниеден документ не му е свален. Колку се исплатливи, професоре, фотоволтаиците? И следното прашање, може би главно после ова, што ќе препорачаме ние на граѓаните? Како да се спасат зимата и кој е најлесниот начин за намалување на трошоците и за грејење? Дали се климите, дали се фотоволтаиците, дали е парното, а за парното ќе го имаме ли воопшто? Вика, како кумор, чашка жете и едно фиферонче и ти жеже не треба грејење. Веројатно и до тоа може ќе дојдеме. Не, во Европа, да не се лажеме, во Австрија пред некој ден читав, еве со топли чорапи ќе се загреваат. Добро, ние си ги носиме. Ние сме подобри од Австрија по Добро, подобри сме, но они тек сега ќе почнат, инаку не си ги носеле. Сега ќе дојдат на нашето ДРЖ, да се... Видите, граѓаните од ова што го прават и го работат, да штедат на ниво на електрична енергија, нема ништо повеќе. Нема домаќинство кое што потрошувачот кој што е бойлерот електричен не го вклучува после 10 сат на ефтина тарифа. Не штеди енергија, него финансиски се обидува да се заштити. Сите што имаат перењалишта, сите после 10 сеат. За да финансиски. Па некој ако е побогат, па има машина за мијење садови и таа ќе ја пушти тогаш. Не можеш да го исклучиш ладилникот, фрижидерот. Тој работи како некој ќе му текне, како му треба да обезбеди. И тие се големите појави. Или готвење, зависи рерната, ринглаша, тие се некои поголеми, освен тоа е кај нормалните потрошачи. Сите вака работат.
повеќе да заштедат нема теорија. Не можат. Што ќе заштедат? Да исклучат осветление, да седат у темница? Не може. Зборуваме за електричната енергија. Кај поголемите потрошовици што би биле во трета и четврта група, веројатно они можат да направат уште некои заштеди од овие што се прават. Но они ќе пристапат кон поставување на сончеви колектори со хибридни инвертори, со секој што ќе можат да искористат повеќе од сончевата енергија. Тоа е еден втор проблем кој што не го знаат граѓаните и на кој што треба да се информираат дополнително. Веројатно со овие цени на сончевите колектори, кои што се, со сите овие давачки кои што се, еве, слушаме дека се меѓу 7-8 илјади евра за 6 киловати да инсталираат, треба да направат многу детално пресметка. Ние го викаме техноекономска анализа, дали воопшто ќе им се исплати и дали ќе можат за 10-12 години тоа да го отплатат. Лага е некој ако вели за 4 години ќе се вратат парите од инсталацијата во сончевите колектори. А колку време би можеле да издржат? Се зависи од тоа колку домаќинството и кога троши електрична енергија. Да се разбереме. Добивката е ако трошите електрична енергија кога колекторите произведуваат. Ама произведуваат тие од 10 до 14 часот. Јас дадов еден чланак во Нова Македонија, дали денес сутре ќе излезе со овие мали пресметки, може ќе ги видат граѓаните, таму се детално покажано во кој месец, во кој саат и колку може да имаат киловати за домашно користење, ако имат 6 киловати или 10 киловати сончеви колектори. И се гледа, ако имам 10 киловати, многу повеќе ми се враќа енергија, отколку наше за домашни потреби. Заштедата на домаќинството ако искористи дневна тарифа. Заштедата е тогаш 130 евра за секој мегават саат заштеден. Ако заштедат 1 мегават, 130 евра заштеден. Она електрична енергија која што нема да искористат, ја произвел сончевиот колектор, што ќе предадат назад кон Евана Хоум, кој што ќе ја превземе, ќе му биде платена со многу ниска цена. 10% од денешната цена на електричната енергија. Цената е 4, нешто денари, 4,409 по 4,1, 4 денари, не знам во евра колку ќе е. 10-15 евра ќе му дадат за мегават саат. Нема тука добивка голема. Значи, Што ќе изберете вие? Парно, клима? Јас сум вклучен на парно и се сакам да работи парното и се сомневам дали ќе успеат да направат договорот. Ако направат договор со тето, дали тие ќе набават на време доволна количина природен газ и дали нема да има проблем транспортот тој газ низ бугарска територија, низ цевковод кој што е сопственост на руската компанија. Значи, тоа е првото. Ако работи, ако тоа не функционира, велат ќе купиме мазут. Ако го купат, зборам пак ако, тогаш ќе работи на мазут, но сигурно ќе работи со некоја скратена период на работа со помалку испорака на топлинска енергија и ќе ми биде малку, можеби 18 степени дома, јас ќе се вклучам клима, што ја викаат инвертор. Ние во техника велиме топлинска пумпа да се догреам. Имам пари, ќе платам, кој што Ама нема. немам пари? Што ќе правам? Ако немаш Не можам пари, да ја вклучам. джемперче, 2 джемперчиња на вечер со јамболија ќе ги најдеме кај сме Оти ги и ставили дрвата од дојдоа нафтарен. до 100 евра по... Цената ќе се зголеми. Овие 40% што ги најави БЕГ се само Мислите на парното? на таа ледената санта, трошоците ќе бидат поголеми. Значи државата ќе треба да земе кредит, да го даде на ЕСМ за да може да го управува топлификацијскиот систем. Не само овој, ќе треба да го истото ќе се случи и со Елем енергетика кој што исто грее дел од градот Скопје на кај Гази Баба, тој дел што го имат железарница и за нив треба да обезбедат газ и тој добива ако дали можат со мазут веќе второ прашање или ќе купат течна лесно масло за горење кој што исто така многу скапо.
и ќе порасне цената. Ќе имаме ли ново покачување на цената на парното, на струјата? Еве не Апсолутно. убедуваат од владата дека Апсолутно. до 30... Имаме, некој вели после нова година. Така. Зависи колку пари ќе има добиено како кредит владата. Очекува 300 милиона да добие. Ако ги добие, ќе ги пумпа во електростопанство, ќе ги заштитува тоа набавката на електрична енергија, која што ќе се купи на берза 500, 600, 700 евра мегават саат. До кога ќе издржи, не знам. Што ќе плаќа електричната енергија од Бугарија, за која што се уште немаме цена. Која ќе ја видиме, ќе дискутираме по која цена и кои услови отстапки се покрај тоа што се со мали букви или некој протокол од страна кој што нема да сакаат да ни го покажат. Големите компании вчера се пожалија дека треба да бидат офатени во владините мерки кои што се најавуваат веќе по 28 септември. Владата така најавува некој нов пакет мерки. Тие се жалат на високите цени на електрична енергија, Апсолутно. дека не може да опстанат. Значи нивната ликвидност е во прашање, а ликвидноста од друга страна пак нас ќе ни испорача нови ценовни шокови. И тоа уште повеќе ќе удри врз џебот на граѓанин. Да не биде најасно дека ќе има поскапување на цената на овие производи, ќе има. И граѓаните мора да го прифатиме тоа дури доброволно, за ако може дел од оваа поевтина електрична енергија да се прелее кон стопанството. Што би правеле да затворат сега уште 1000 фирми? Фирми, така. Тие 1000 фирми со по четворица, да кажам, вработени, 4000 невработени, а секој од нив има дома по 2-3 уште што ги рани. Сите тие ќе излезат пред влада да видат на социјална помош. Да барат социјална помош, невработени, пропаднале. Не може да ги остави на улица без храна. Или ќе отвараме народни кујни за да се прехрани. Има и тоа е можност. Државата ќе нема можност да ги покрити. Ако ни пропадне стопанството, нема да има пари да се полни буџетот. Па не може, ако си немаш пари во буџетот, не си обезбедуваш средства, па нема ни кредит да ти дадат. Значи, одеднаш ќе гледате како мора да се помогне. Па затоа велам, дозволите овие маливи инвеститори, колку можат, дајте им согласност преку ноќ, ако може оваа година, да постат сончеви колектори. Ке смалат притисок државата да увезува електрична енергија. Тоа што ни ќе го произведат, директно пумпајте го со таа ефтина цена во стопанството. Многу едноставно е. Секој потрошувач да има право да постави сончеви колектори со еднаква моќност колку што му дале дозвола за приклучок од електродистрибутивната компанија. Ако мене дома ми дале дозвола за 20 киловати, не е проблем 20 киловати да вратам, затоа што електричната инсталација, трансформаторите надвор, сите се веќе предвидени за 20 киловати за мојата куќа. Не е Ама ја не можам да ставам 20 киловати. Не ми се ни исплати. И немам ни покривна површина толку. Ама немате потреба. Не, ако не ми се исплати некои можат да не плаќаат електрична енергија во одредени општини да крадат од трафостаница. Зошто го ограничуваат без економска и енергетско образложение 6 киловати? Многу едно. Колку што ти дал дозвола, толку нека биде и повратот. Можеш да кажеш, да, можеш да ставиш за собствени потреби, ама од тебе купуваме само до 6 киловати, како што рекле. Тоа е веќе едно, да нема некои трошоци, може би државата или што ли. Луѓе, со секој мегават во домакинството, 1 мегават помалку од 600 евра или 700 евра, државата нема да мора да плати преку електростопанство, кому му префрла пари за да купи електрична енергија. Каде што Евана Хоум, ако купи поскапа енергија, ја покачува цената на мрежарината. Така. Кога сме кај мрежарината, сега ме подсетивте за сметките за електрична струја, сега што доаѓа. Така, и сега што забележуваме, граѓаните веќе реагираат на социјалните мрежи, зошто има онаа поделба на наплата на потрошена енергија и доле има наплата на мрежарина. Да. Дали тука се прават некои малверзации? Да, во мрежарина е влезено и преносот, и дистрибуцијата на електричната енергија и работата на операторите. Нормално е тоа, добро. Сега сите тие се влезени во мрежарина. Одржување на столбови и така. Во мрежарина е влезено сето тоа. Има многу убав еден материјал од еден професор од Битолскиот универзитет, господинот Дејан Трајко,
кои што пресметковно покажува дека во мрежарината се скриени дел и од трошоците за ненаплатена електрична енергија. Тој тоа го докажува професор, доктор на Технички факултет во Битола. Изјавата на регулаторна комисија дека тоа не е влезено, веројатно не е точно или не знаат да го видат. Лажат, сакате да кажете? Не знаат да го видат. Не викам лажат, не знаат. Како не знаат кога тие се надлежни, се поставени во таа институција? Тие се регулаторот. Нека се, видите, тој е јавен материјал, се наоѓа на сајтот на, мислам сика Сојуз на инженери и така некако, има објавено многу убав материјал кај што со пресметка. Толку е мрежарна, толку проценти изразено во пари, толку пари се од ненаплатена електрична енергија што влегува во трошокот на мрежарината. Кому ќе му го припишеме тоа? Таа ненаплатена електрична енергија? Големи пари. Огромни пари се, а плюс ако ги земете за повеќе години, еве од каде го осиромашуваат македонскиот народ, кој што си плаќа честно својата потрошена електрична енергија. Има луѓе кои што има општини кои што и не плаќаат. Јас претходно во едно мој интервју имав гостинка која што токму акцентот го стави на тоа дека имаме и беше јавна тајна во ова деновиве покрена врева дека во одредени општини не се плаќа. Значи не сме сите во ист кош. Не сме. Епа не сме. Тие се само дел од таа прикриена ненаплатена енергија. Добар дел. Многу добар дел. И сега овие останатите ќе плаќаат некои велат дека крадат. Ја велам не крадат. Зашто некој ако краде, ние имаме служба која ги фаќа крадците, полиција. Ако полицијата не фатила крадец, не го дала во обвинителство, значи нема крадење. И најте на што се сведе. Не чини трансформаторот, има загуби 98% небулози. Ме разбирате, ова е малку со иронија го кажувам. Имаше некаден читав коментар дека во Рачиново, пак ќе го спомнам, ќе ми замерат можеби некој, било од одредена трафостаница биле украдени 90 киловат. Тоа е малку. Малку е? Ништо. Тоа не е ништо. Таму се големи количини, вие мерате таму огромна количина на електрична енергија преку трафостаницата. Наплатата од преку таа трафостаница од потрошеното е негдека на велиме на 3-4-5% од потрошеното. Но они велат трафостаницата работи со лош коефициент, значи 98 загуба има техничка во трансформаторот. Ајте те ве молам. Трансформаторот е крив. Да, па трансформаторот е крив. И таму што беше пајакот беше крив, се такви работи имаме. Професоре, штедите ли вие? Еве, првиот регулатор се пофали дека тој штеди, не користи лифт, нема да користи лифт. Како вие ќе штедите? Па за да ми не беше пијам чашка жета. Да се натоплите. Да, се стопламувам. Ова е шегата и вистината. Дома, еве ние во моето домаќинство и сопругата моја чека, стаса ли 10 саат? Чекај, викам уште 5 минути, може не име наместен саатот баш на 10, може име малку 10-15 минути понатаки, причекај до 10:15, па вклучи машината за перењалишта, бойлерот ќе го вклучиме, после 10 часот да не биде спремен за сабајле да имаме топла вода. Не може да на ладилникот си се вклучи како тој што има. Со готвењето се обидуваме колку кога може ручек, помалку. Не, помалку колку може да се користи и кога правиме некогаш ќе направи, бидејќи ако сме двајца дома, ќе направиме ручек за 2-3 дена. И тогаш во недела го приготвуваме кога е ефтина тарифа. Ете ви начин како може да смалите. Точно е дека имам дома белата техника, ми е сето она што е со А ознака, категорија и се друго. Макар да дома ми се сите светилки, тие што би рекле штедливи, или лед, или овие флуоресцентни. После, по принцип, кај мене дома некако не палиме во сите соби,
доволно е во една соба да имаме, не мора во сите, кога одам, таму ги палам. Кога ќе ми дојдат внуците или децава, палат низ цела куќа светлото и не го гасат, да тоа е веќе знак на младост, знак на старост да гаси светла после внуците. Иако не сум дошол во генерација стари, тоа било после 80 години. Сега сум уште само во возрастни. Така. Ова како совет за граѓаните, Да. иако не сте многу настрана од бруто граѓанството кој што ги спроведуваат сигурно овие мерки, Сите. не очекували поценно сценарио од ова што сме, бидејќи деновиве веќе се слуша заговор дека ќе имаме уште потешка енергетска криза, дека школите нема да работат, поточно ќе работат онлайн затоа што нема да можат да се згреат училниците, нема да има значи топлинска енергија доволно. Од друга страна се препорачува еве веќе во градот, во општините штедење на улично осветлување и така натаму. Ќе влеземе ли во уште поцрно сценарио ова како завршница? Сега сме у кризна, тогаш ќе бидеме у воена состојба. Луѓе, од веќе е драматично, жално е ова да не можеме да обезбедиме електрична енергија и грејење за училиштата. Жално и срамно. Срамота за државата. Срамота. Да не можеш за младата генерација да им обезбедиш нормални услови, да другаруваат меѓу себе. Социјалниот фактор го забораваат. Контактот меѓу себе. Контактот со наставникот. Да не заборавиле дека тука не е само образование, него, макар да погрешно сите го викаат едукација. Ние имаме и Министерство за образование, не за едукација. Значи, не е само образование, него тука имаме и воспитување. Воспитните мерки се тука што учителот, наставникот, преку комуникација, жива со деца. Друго е ладната комуникација преку екран, секој сам да седи. Срамно и жално. Што Ама тоа? верувате дека ќе се оствари овој сценарио? Па сега веќе кажува така, веќе вела дека знаете да ги направиме да бидат повеќе, па да доаѓаат после 10 саат кога ќе има природно светло. Да, дете молам, и природното светло кога е зимно време не е доволно. Има норма 300 лукса треба да биде на 1 метар од земја нормално за работа на работна маса. Ако нема, му ги расипувам очите. Треба да се обезбедат нормални работни услови. Мора да биде 19 до 20 степени. За децата може малку пониско, поише се енергични. Не мора као за нас 24 нормално. За нив е доволно. За администрацијата, скратеното работно време од 9 до 15, што можат тие да придонесат со таквото скратено време? Пак ќе речам, граѓаните револтирани се, оние кои што работат во фирмите велат, не треба да се отпушти и да се скрати кај администрацијата, треба да се скрати кај работникот. Оти фирмите се тие што се најголеми потрошувачи, а работникот е тој кој што е обременет со тешка работа. Па добро, ама како да му скратиш него кога он прави производ? Он прави, од тие се работниците единствена додадена вредност кај нас во Македонија, се друго е потрошувачка. Кој го прави буџетот? Го прават тие работници што ќе работат. Они мора да работат, да се обезбеди енергија за нив да работат, да произведат, да има. Луѓе, дайте да се освестиме, ние у домаќинствата, да, сакаме да сме комотни, сме се навикнале на определен комфорт дома, што е точно, многу е лошо да ни се наруши. Јас сум, например, на 9 кат. Да се качувам еднаш дневно можам, и 2 пати. Ама ако треба 4 пати горе-доле, малку ќе ми биде тешко. Ако не работи лифтот. Ама ако немам електрична енергија, кај мене нема нити да дојде топлинска енергија, нити па може да имам вода. Бидејќи пумпа има што качува водата, нема да имам вода, немам грење, треба да напуштам станот, не можам да го користам. Можам со свеќа да седам, точно е. Си купив свеќа. За секој случај. Компаниите да работат, администрацијата може. Видите, администрацијата, неќе да навредувам, но има премногу вработени. И сите ни е јасно дека секоја партија која ќе дојде вработува определена група луѓе, а тие што претходно се вработени не може да ги истера од работа. Се пумпа, сите чекаат во администрација, а имаме толку земјиште необработено, а увезуваме храна. Молиме за храна од Србија,
Добивме зејтина, ама дел го продадовме во Албанија, мислам беше тоа. Дека имаме доволно, а добивме инаку помош. Не знам како ќе поминеме. Гледаме Србија нуди помош во храната, имаат, ќе биде. Сега за сега не е тоа условено со некакви скриени замки, барем колку што читаме, како што се плашиме и очекуваме од Бугарија да ни го прави и ќе ни го прави. И ќе не чека, јас велам тешка зима, ќе не чека за сите да бидеме свесни, него и да се освестиме, да притиснеме државата, сите да дозволат. Дајте веднаш колку може да се направат колектори, колку може таа енергија да оди во текот на до година нема да биде полесно. Ќе се продолжи кризата, знаете, уште повеќе. Тоа се анализи на економски на ниво на Европска заедница. Со ова кој ќе помине малку ќе се навикнеме на тешко, ама ќе ни биде уште потешко и во летото и уште повеќе идната зима. Мора да се приспособиме, да се стегнеме и да овозможиме услови за работа на стопанство. Во даден момент му треба електрична енергија. Ќе се смалат нарачките за стопанството. Европа економски затвара славините, нема и они потрошувачка. Таа криза од Европа, они ќе кивнат, а ние ќе се стресеме, земјотресе кај нас. Това е работата, многу тешко е. Колку ќе може владата да се справи, како ќе се справи, не знам. Доцни, со сите своји постапки доцни. Ама евидентно е, нема што да го кажеме, сите го чувствуваме. Жално. Жал ми е што вака мора да го завршиме ова интервју, затоа што на муабетот никогаш крај, а вие сте неисцрпен извор посезга на овие тематики. Ќерката ме кара за истото, дека секогаш кога зборам, велам ќе биде полошо. Ама синот па и вика, а кога тато сгрешил дека нема да биде полошо? Ајде да се надеваме дека ќе сгрешите, иако веќе... Да и јас би частел да биде подобро, би се радувал да имаме топлинска енергија цела зима, да имаме зголемено производство како што се пофалија електростопанство со 25%, да се надеваме ако него оствара тоа дека владата ќе го смени тој кадар што лаже, демек ќе обезбедам па не обезбедам, а инаку ќе изнајдат милион причини зашто не произвеле. Да дојдеме на едно ниво кога тоа што ќе го кажеме и го остваруваме. Доста ни од ќе, а не еве направивме. Уморни сме. Ќе ова, ќе купам мазот, ќе купам јаглен, ќе произведам енергија. Еве. Произведовме повеќе толку. На стопанството му префрливме 10% ефтина електрична енергија. Ама мене ме праша како ќе го направиме това демек да префрлиме. Ако не знае владата, нека си оди ке дојде други што знаат. Има како, се знае како. Треба да се сака. Благодарам. Ви благодарам за учеството во овој интервју. Почитувани универзитетскиот професор Константин Димитров беше наш гостин денеска. Вам ви благодарам за вниманието и секое добро.